При обидот за еволација на авторскиот придонес кон македонската наива, како едно специфично движење на неакадемските ликовни уметници, кои што ги зафати овие простори во текот на доцните 60-ти и раните 70-ти години, неизоставно името на авторот Боро Арсовски Бабата. Во таа смисла и одбележувањето на неговиот значаен јубилеј е настан кој што е значаен за македонската ликовна сцена повеќе аспекти – авторски, историски, национални и идентитетски. Неговата инвентивност, повеќегодишниот авторски континуитет во земјава и пошироко Србија, Хрватска и Словенија, како што ќе забележи Роберт Цветковски, историчар на уметноста, како и специфичниот заокружен и јасно дефиниран сликарски израз кој што изобилува со богат визуелен вокабулар, го става во редот на најзначајните представници на македонската наива. Впрочем, неговата авторска големина ја потврдува и со ретроспективната изложба на слики 55 години ликовно творештво на Боро Арсовски Бабата, каде што нашите посетители ќе може да ја видат ликовно-продукцијската траекторија на овој врвен автор во периодот од 1970 година до денес. Во неговите дела се гледа визуелна нарација, давање филмска динамика на содржината на сликата, а понекогаш присутно и навлегување во сферата на надреалното. Неговите слики посочува Роберт Цветковски. Говорат за едно време кое што не постои денес. Поточно зборува за периодот кога луѓето беа многу блиску до природата и нејзината убавина. Единствената слика која што се занимава со современи теми е сликата Бегство, изработена во 2025 година и представува извонредно авторско остварување во кое што се сублимирани сите творички квалитети на овој автор. Токму оваа слика говори за постоечките капацитети на Арсовски, кој што е во повозрасни години, но се уште може да направи ликовна проекција во негов стил, од која суптилно зрачи пораката: време е за бегство од бетонската џунгла. Како автор на многу слики кои што се делом музејски и колекционерски збирки, но и на многу акварели и скулптури, изработени на иста тематика, македонски автентичен амбиент со елементи на етнологија од овие простори, препознаена во светот како македонски етнографски идентитет, за уметникот Боро Арсовски Бабата може да се каже дека покрај тоа што е извонреден ликовен автор, може да го сметаме и за хроничар на едно изминато време кое што подразбираше симбиоза на човекот и природата, ќе заклучи Роберт Цветковски, историчар на уметноста, за творештвото на Боро Арсовски Бабата.